Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Она што денес ќе оговорам затоа што сакам сите граѓани на Република Македонија да знаат вистината, а немам намера тука да објаснувам на некој човек кој што е партиски зависен, а треба да представува независно партиско тело. Немам намера да се објаснувам со него. Зошто ова го говорам? За почеток ќе ви кажам, според Законот за енергетика донесен 2018 година, членовите на РКЕ, односно на Регулаторната комисија за енергетика, воопшто не треба да бидат партиски членови. Сите имаме слики, како господинот Марко Бислимовски, човекот со прекрасно име, за жал, кој што не си работи работата онака како што му звучи името. Тука ќе го ставам и Апостол, едно свето име кое што е најомразено во Република Македонија. Понатаму, доктор Атанаско Тунески, поранешен консултант за изработка на Законот за енергетика. Сега се најдам пак и се јавиш за човекот кој што член на СДСМ, човекот кој што е член на СДСМ и член на РКЕ. Наташа Велјановска, кабинетски службеник во кабинетот на Ангјушев. Панче Орцев, кој што рамо до рамо со Зоран Заев и со Радмила Шекеринска фрла со дрва и камења против ВМРО ДПМН. Тука е и Куштрим Рамадани. Тука е и Андреј Тасев, кој што бил советник. Тука е Лирим Сулејмани, кој што доаѓа на местото на Куштрим Рамадани. Тука е и господјата Мерита Дема, која што ниту законските услови не ги исполнува да биде член на ова тело кое што треба да работи за интерес на граѓаните. Господинот Бислимовски со неговиот тим од РКЕ се инфлаторната спирала во Република Македонија. Затоа што вие со вашето неработење, господине Бислимовски, или со неисполнување на вашите цели, предизвикавте огромна инфлација во Република Македонија. Во Република Македонија има 487.000 возила, кои што плаќаат поскапа нафта и поскап бензин благодарение на тоа што вие не сакате да се откажете од она што го имате воведено во последните 3 години. Во Република Македонија има 429.000 патнички возила во собственост на приватни лица. Имаме 2600 автобуси. Имаме 39.200 товарни возила. Имаме 5700 влечни возила. И сите тие плаќаат поскапо, и сите оние услуги кои што ги нудат се поскапи, затоа што вие не сакавте да се откажете од 1,2 денари од големо продажната маржа, од 1,4 денари од мало продажната маржа, 0,25 денари од транспортните трошоци, за акцизите кои што ги бараме да се намалат законски пујтна постапка, воопшто не ни размислува вашата влада, туку сега сака да ве награди за да молчите. Може би вие некогаш сте укажале дека треба да се работи повеќе, меѓутоа ете толку ве е сапат. За возврат ќе ви дадат некој денарче плюс, за репрезентација и за останати трошоци, и вие треба да молчите. Преска во една реплика споменавте колкава била просечната плата во сооднос со литерот бензин или нафта. Јас сега ќе ви кажам. Во 2020 година, во однос со сега, со просечната плата ние можеме да купиме помалку 144 литри бензин и 126 литри нафта. Ете толку. Преска го поставивте хипотетички, јас веднаш најдов податок и сакам да ви го одговорам. Вашите ингеренции воопшто не ги правите. Вие треба да правите, односно да донесувате правилници и методологии, прописи и методологии за формирање на цени, правилник за начинот и постапката на следење на функционирање на пазарите, правила за пазарот, меѓутоа вие тука треба и да ги заштитите граѓаните согласно со вашите овластувања, навремено треба да објавувате релевантни информации. Што се случи во Република Македонија од кога сте вие? Вие ниту еднаш не кажавте дека ќе има поскапување, па дури и гордо најавувавте дека ова што ние го велевме ќе биде 40%, било 9,48%. За волја на вистината, пред вас
тоа го спомна и господинот Крешник Бектеши. Колку е покачувањето на цената на електричната енергија, веднаш ќе ви кажам. 9,48% и она официјалното. Дополнително со укинувањето на ефтината тарифа за струја. Но, во меѓувреме, од буџетот на Република Македонија се пренесоа средства во висина од 170 милиони евра за спас на енергетскиот систем. И согласно со вчерашните пописни резултати, секој еден жител на Република Македонија дополнително од неговиот буџет, од неговите средства што ги влива во буџетот на Република Македонија, издвојува по 5855 денари или 4 члено семејство 23.420 денари. Ете, толку не кошта нас оваа енергетска криза. А вие требаше навреме да кажете. Кажавте или сте кажале дека треба да се превземат мерки од страна на РЕК, од страна на ЕЛЕМ и така натаму, меѓутоа, ете, не ве есапа. 2010 година сме имале производство 6476 гигават часови, сега имаме 3643. Речи си двојно помалку од она што е капацитет. И сега во најава денес слушам дека ќе барал Васко Ковачевски уште дополнително 100 милиони евра. 100 милиони евра би значило 9300 денари по жител во Република Македонија да одвои за справување со енергетската криза, наместо од тие средства да се направат градинки, да се направат автопати, да се направи целосна инфраструктура, ние постојано го плаќаме неработењето и неспособноста ја плаќаме, а од друга страна вие се фалите дека 9,8% било 9,48% било покачувањето на струјата. Во однос на топлификацијата, ете донесовте и таква кризна состојба. 135 евра секое семејство од Скопје што е приклучено на топлотната мрежа има издвоено за овие 4 месеци од буџетот на Република Македонија или 35 евра по семејство месечно. И сега на сметката од позади треба да му пишува дека тие пари биле одвоени од владата. Не се одвоени од владата, тие се од мене, од вас, од сите останати. Оттаму се тие пари. Немојте да ги лажете граѓаните. Она што вие можевте да го спречите, воопшто не се погриживте да го спречите. Сега во однос на извештајот, односно на финансискиот план. Имате предвидено покачување 33,33% за електрична енергија, од друга страна велите 9,48. Каде е разлика, господин Бислимовски? Дали може би пак има покачување? Во однос на нафтата, речи се 40% имате предвидени зголемување на расходите. Исто така, за одржувањето на зградата, нешто кое што навистина е неразбирливо, како само на вашата институција ви протекува кровот, на други институции во истата зграда не им протекува. И навистина не знам зошто 20.000 евра годишно вие треба да ги дадете за таква намена, можеби таму ќе се исплатат некои блиски фирми кои што треба да си го земат процентот, па ова е најлесниот начин. Понатаму, имаме зголемување во однос на користењето на интелектуалните услуги. Господине Бислимовски, со 22 вработени почна РКЕ, 600.000 денари имаше предвидено за тие услуги. Сега кога имате 50 вработени, 4 милиони. Какви луѓе вработувате вие? Освен овие партиские што ги набројав. Какви луѓе има во РКЕ? Па дајте вработете некој посалам, не се само експертите во универзитетите, имаме експерти во приватен сектор, имаме експерти кои што не се професори на факултети. Дајте вработете некој посалам, па да ги намалиме овие трошоци за интелектуални услуги. На 22 600.000, на 50 луѓе 4 милиони. Шо работат? Ја навистина не знам. Освен ако не пијат кафе по цел ден, па за тоа ви требаат 83 евра за репрезентација дневно. Овој финансиски план воопшто не соодветствува со она што се случува во Република Македонија и јас навистина никогаш не би поддржал овако финансиски план. И за мене не е страшно ако вие преидете на временно финансирање. Кога не знаете да испланирате во состојба на 4 паралелни кризи, кога не знаете да испланирате, да направите правилна распределба, која што нема да биде овака контраверзна,
вие не заслужувате ние да ви го изгласаме ова. Излезете надвор и видете каква е ситуацијата и дали сте во право. Ако ќе констатирате дека не сте, веднаш треба да си поднесете оставка. Ви благодарам. Реплика, председателот на